Изминатиот период го искористивме рационално, посебно летниот период. Во задниот двор на Основното училиште Добре Јовановски имаше еден распаднат објект во фаза на распаѓање, некаде околу 120 метри квадратни во површина. Веќе немаше никаква намена, буквално беа подпирани гредите за да може да опстои објектот да не се сруши. Локалната самоуправа ни обезбеди средства оваа година да го реновираме. Скоро од темел беше реновиран, зидовите, фасадата, дограма нова, кровна конструкција нова, инвертер клими, плочки се поплочи и се направија неколку наменски простории кои што одамна му требаа на нашето училиште, како што е една просторија за работилница за хаусмајсторот. Потоа направивме 3 помалецки магазини каде што може да се складираат работите кои што во моментот не ги користиме, а и може да се пофалиме дека според правилникот на МОН за прв пат направивме и магазин за правилно чување и складирање на училниците, онака како што бара Министерството за образование од нас да ги чуваме учебниците. И како најинтересно за нашите ученици секако е кабинетот по ликовно образование и конечно колешката Маја Најдовска може да има достојно катче каде што може да ја покажува својата креативност со учениците. На големо изненадување учениците сега сакаат секој ден да имаат ликовно образование, па и секој час. Имаме и еден интересен зид направен како табла што може да се бриши во црна боја и учениците тука можат да ја покажуваат својата креативност секојдневно. Исто така обезбедивме за училницата и смарт табла, инвертер клима и мислам дека имаме сега среќни ученици и нормално задоволен наставник кој што може да работи и да ја покажува својата креативност. Сумата која што беше вложена од страна на општина Прилеп е 2,5 милиони денари за овој објект. Освен објектот кој што го гледате позади нас, изминатиот период беше се изврши реконструкција на помошното училиште, односно Центарот за воена обука Лазо Филиповски Лавски, каде што нашето училиште има истурени паралелки од 4-то одделение, 6 паралелки и беше училиштето комплетно варосано, премачкано со мрсна боја, имаше промена на електрична инсталација, поставени се ролозавеси во училиштето и конечно нешто за што сме најсреќни, а верувам дека и нашите ученици после 30 години во тоа училиште наставата по физичко образование ќе може да се одвива достоинствено, како што му доликува на едно училиште каде што растат нашите деца. Имаме и нова спортска сала, наместена со татами наменета специјално за учениците од 4-то одделение во тоа училиште. Висината која што износот кој што општина Прилеп го издвои за тоа училиште е 744.000 денари. Повторно морам да спомнам дека сум горд на прилепските училишта зашто се во ваква форма, во ваква кондиција и навистина општина Прилеп долг рок инвестира сериозно во училиштата во Прилеп и сметам дека општина Прилеп ги има едни од најдобрите објекти на ниво на цела република. Не е ова нескромно, но сметам дека и внатрешното и надворешното партерното уредување навистина ги заслужуваат сите почести за тоа што нашите деца имаат современи услови за работа. Тука сме, ако направиме една ретроспектива, не се сеќавам точно, но мислам дека беше пред година и пол или две, бевме на ова место, отваравме спортско игралиште и го гледавме објектот како во каква кондиција и сега ова е навистина нова слика, нов објект на некој начин, реконструиран, овозможени просторни услови за одржување на настава, како што кажа и директорка по ликовно образование, овозможени просторни услови да се чуваат учебниците, затоа што се за повеќе генерации. Сериозното чување на хартијата значи и подолг рок, односно продолжување на рокот и просторни услови за некој што е незаслужен за кондицијата на училиштето, тоа е училишниот мајстор,
Така е, се запознавме со него и му честитам за работата и му честитам вселување во новите простори и уште успешна работа. Каже и директорката, продолжуваме понатаму, нема да запре општина Прилеп со понатамошно инвестирање во образовните објекти, односно во училиштата и во основните и во средните, се прават максимални напори тие буџети секоја година да се зголемуваат за да нашите деца ги уживаат сите современи, просторни, научно-наставни средства кои што им се потребни за изведување на наставата без прекини и тоа и се случува во општина Прилеп. Уште еднаш кажувам дека сум горд што сум градоначалник на општина Прилеп која што сериозно во изминатиот период без разлика која и гарнитура да била на власт дека инвестирала во основното и во средното образование.